Почитувани граѓани, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 6 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 27-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 14 од 15 советници, со што втора точка од дневниот ред, квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2019 до 39.2019 година. Овде имаме представник од општинската администрација, господја Весна Кецовиќ, повели. Според податоците од квартален извештај, кои во Совет разгледува секои 3 месеца, приходи во овој квартал кумулативно се остварени во износ од 156 милиона 500.851 денар, односно 50,98%. Говорим за купен буџет, а расходите се извршени во износ од 380 милиона 879.000, односно 45,24%. Во основен буџет од планираните 116 милиона 068, приходите се реализирани во износ од 50 милиона 840.354 и во образложение е наведено процентот на остварување на одделни видови на приходи. Расходите во основни буџет се извршени во износ од 40 милиона 498.833 и од тој износ за плати во овој квартал реализирани се средства во износ од 21,38%, капитални расходи 22,28%, резерви 0,16%, стоки и услуги 34,86%, субвенции и трансфери 20,08% и социјални бенефиции 0,64%. Во образложение кое е дадено во прилог на квартални извештај, наведени се градежни работи кои се извршени во текот на овој квартал, меѓутоа не градежни работи кои се извршени, него градежни работи кои се извршени и исплатени, бидејќи има и други градежни работи кои се завршени во општина Валандово, а се исплатени во почеток на месец октомври и кои ќе се разгледуваат и кои ќе бидат составен дел на квартал, за четвртиот квартал, како што се рецимо индустријска зона Јосифово, која е платена некаде околу 6 милиона и 600, патот на Винци 2 милиона и 500. Меѓутоа, тие податоци ќе се разгледуваат во наредни квартал од причина што се исплатени, односно реализирани се во почеток на месец октомври. Тоа е накратко овој квартален извештај, доколку има прашања, повелете. Благодарам, господја Весна. Отворам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов, повели колега. Добар ден. Квартален извештај на нас не е доставен, значи за тие 3 месеци, ние го имаме кумулативно. Значи реализација на буџетот собирање на приходи е 50%, а расходите се 45%. Значи знаеме од имаме уште 3 месеци до крај на годината дали ќе ги собереме сите приходи и дали тие приходи ќе ги покријат расходите. И знаеме дека од оваа година, значи колку ќе го реализираме буџетот, ќе имаме можности само 10% да го зголеме. Мислам дека тие се законски регулативи и ќе бидат и зададат за 2020 година. Значи дали приходите ќе ги покријат расходите? Овако сега, значи точно е дека кога се носеше буџетот за 2019 година е лимитиран, значи постои законска основа за рамката на буџетот на сите општини. Меѓутоа, постои законска основа ако во текот на буџетска година се добие нов извор за финансирање, рамката на буџетот се зголемува.
кај нас та рамка на буџетот е зголемена некаде околу 36 милиона 260 евра денар, а тоа е, како и сами знаете, кога беше образложено со донесување на прв и втор ребаланс, со прв ребаланс беше буџетирано 20 милиона финансиска подршка за регионални пат Горња Мала, од регионални пат до Горња Мала, 15 милиона за улица Вардарска, 800.000 за пречистителна станица, 461.000 за Биро за регионални развој. Значи, сите се тие инвестиции кои беа буџетирани заклучно со втор ребаланс, нивниот приход зависи од текот од извршување на тие проекти. За тие проекти постои една процедура, значи прво треба да се буџетира. Кога се буџетира, прави се постапка за јавна набавка. Тој процес кој трае определени временски период и кога се све тоа заврши, значи се воведуваат во работењето. Мислим дека се тие инвестиции воведени во работа и сега, бидејќи со тие пари буџетирани како трансфери од Агенција за финансиска подршка, значи процедура е таа што по завршен дел или цела инвестиција се врши контрола со одобрување на таа инвестиција, по завршена контрола се врши трансферирање на средства. Што значи дека најголем дел од нашиот буџет кој е зголемен е буџет од трансфери. Имено и сами гледате во приходни дел, трансфери ми изнесуваат некаде 79 милиона 947, а вкупен буџет 116 милиона. Што значи дека 69% су нам трансфери во вкупен буџет. И тие трансфери, значи, како што претходно образложих, зависе од реализација, се добиват тие средства по реализација на проектот. Благодарам, госпоѓа Весна. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, втората точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали имам против? Не, поддржани. Констатирам дека со 10 гласови за, нема против, 4 воздржани е изгласан кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2019 година до 39.2019 година. Преминуваме на трета точка од дневниот ред. Не имаме промени. Предлог план на програма за развој. Госпоѓа Весна повели за збор. Значи, составен дел на буџетот за наредна година е и план програма за развој. Значи, секоја година програма за развој правимо на инвестиција за која имamo веќе одобрен или ставен извор на финансирање, а тоа е Агенција за патишта. Значи, за тоа со овај план се предлага изградба на локални улици и патишта во изnos од 2 милиони и 800 и тоа само за средства кои ќе се трансферират преку Агенција за финансиска подршка. Останатите, значи, планирање на изградба на улици и патишта ќе биде со програма за изградба на улици и патишта за 2020 година и ќе бидат буџетирани во буџетот со предлог буџет за 2020 година. Значи, ово е план програма за развој кој ќе биде составен дел на буџетот на општината за 2020 година, а Советот има обврска да го донесе до 15 ноември. Благодарам, госпоѓа Весна. Значи да нема заводни, пошто направивме промена во редоследот. Ова е всушност трета точка, претходно беше втора. Предлог план на програма за развој. Отворам расправа по третата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, третата точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали имам против? Не, воздржани. Еден воздржан.
Констатирам дека со 13 гласови за, нема против и 1 воздржан е изгласан предлог планот на програмата за развој. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог одлука за дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2019 година. Повторно ќе давам збор на господја Весна Повели. Со ова одлука се врши дополнување на одлука за извршување на буџетот на општина Валандово, донесена за 2019 година, донесена во месец декември со донесувањето на буџет. Со ова одлука се фактички создаваат услови за исплата на регрес за годишни одмор, за кој постои законска основа. Секоја година се врши исплата на регрес за годишни одмор кај општините. Во одлука не беше внесена, бидејќи буџетот беше лимитиран во тој период и со префрлување на одредени салда и повраќај на средства од одредени проекти. Регрес за годишни одмор беше планиран со ребалансот. Сега со оваа одлука фактички се создаваат услови за исплата, дали ќе биде исплатен или не, тоа зависи од другите. Благодарам. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, четвртата точка е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2019 година. Преминуваме на петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за изменување на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2019 година. Овде повторно ќе дадам збор на господја Весна Повели. Значи, со ова одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово, измените се предлагат во основен буџет, значи во буџетот на локална самоуправа, со тоа што се намалува ставка која до крај на буџетска година нема да бидат искористени, а бидејќи е буџет лимитиран, односно рамка е создадена и за да може да се изврши исплата на одредени одлуки кои се на дневен ред на денешња седница, како што е изградба на финансиска поддршка за изградба на црква. Значи, од програма за улици и патишта се намалуваат средства во износ од 3 милиона, а се зголемува ставка Совет, програма Совет, ставка 464, други транспорти за 3 милиона, од кои 1 милион е наменет за исплата на финансиска поддршка на изградба на црква во Валандово, а 2 милиона за проект енергетска ефикасност за детска градинка Калинка како учество на општина во овој проект. И се предлага измена на одредени позиции кои до крај на буџетска година најверојатно ќе бидат потребни за работење на општина, како што се објавување на огласи се зголемува ставка 40.000 и поправка на други возила во програма противпожарна заштита 20.000, се намалуваат ставките за кои сметаме дека до крај на буџетска година нема да бидат искористени, како што се во програма и 8 други комунални услуги и во програма противпожарна заштита 420 други договорни услуги. Благодарам. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласена предлог одлуката за измени на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2019 година. Преминуваме на шестата точка од дневниот ред. Предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Валандово за 2019 година. Повторно ќе дам збор на господја Весна Повели. Значи, со ова одлука се врши проширување на средствата во буџетот на општина Валандово и тоа во буџетот на дотации во износ од 1 милион и 600
Именно од Министерство за образование имамо добиено допис со кој општината е известена дека со ребалансот на буџетот на Република Македонија средствата во програма N2 средно образование се зголемуваат за 1.600.000 и тие средства по предлог на буџетскиот корисник средно образование се предлагат во расходниот дел да бидат искористени онако како што е дадено во сама одлука за електрична енергија, водовод и канализација или не набрајам до краја превозни услуги, образование, договорни услуги, значи во износ од 1.600.000 и овие средства ќе бидат многу потребни за средно образование, бидејќи средно образование е буџетски корисник кој најмалку средстава има на располагање за тековно работење. И од тие причини е и направен ребаланс во републички буџет и на буџетскиот корисник средно училиште е дадено за буџетирање на тие средства. Благодарам. Отварам расправа по 6-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов, повели. Ако не им се одобра овие средства од 1.600.000, од кај ќе најдеа пари од буџетот на општина Валандово или? Па не знам. Само момент. Толку, колега Занов. Повели, госпоѓа Весна. Овако сега, добро е прво, значи и се алармира кај институции, значи институциите што треба да се зголемат блок дотациите и значи таа ургенција, таа интервенција е уродила со плод и зголемене блок дотација, меѓутоа не значи дека сите овие ќе бидат истрошени. Тоа е една работа, друга работа, нормално, доколку не беа трансферирани од републички буџет и општина мораше да интервенира. Нема да дозволи да нема електрична енергија, да нема превоз на учениците и слично. Благодарам, госпоѓа Весна. Допуна нешто. Да, повели. Значи, една допуна и апел. Значи, треба нешто да се преземе со средното образование, да се заангажират сите професори, наставници, директори, општината, значи где имоти од година на година се потешко станува. Значи треба да се преземат некои работи. Малци стратешки да се мисли. Благодарам, колега Занов. Дали има друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, 6-та точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за проширување на средствата во буџетот на општина Валандово за 2019 година. Продолжуваме со 7 точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за финансиска поддршка за изградба на православниот храм, Рожденство на Пресвета Богородица во Валандово. На Комисијата за финансирање помина ова одлука со која што се одредуваат од буџетот на општина Валандово, се одобруваат средства во износ од 1.000.000 денари како финансиска поддршка за изградба на оваа црква во Валандово. Отварам расправа по 7-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за финансиска поддршка за изградба на православниот храм, Рожденство на Пресвета Богородица во Валандово. Преминуваме на 8 точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства на Кут Гоце Делчев Валандово за учество на фестивал во Република Турција. Со ова одлука се одредуваат 90.000 денари на Кут Гоце Делчев како финансиска поддршка за учество на фестивал под традиционални ора и танци во Чанакале, Република Турција.
Отварам расправа по 8-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Мишков повели. Благодаря, председателя. И аз и на комисията нагласих нещо. Добро е тоа што се дае пари за културни работи, но да не ги делиме децата од културното друштво Јосифово. Гледаме 2-3 пати кога се дае пари за Јосифово, се дава стално на пола помалку од културното друштво во Валандово. Ќе ја молам понатаму да не ги делиме игралорците и од Јосифово и од Валандово. Благодаря. Благодарам колега Мишков. Дали има некој друг за збор? Градоначалникот повели градоначалник. Благодарам, председател, само како кратко на дополнување, значи ние во локална самоуправа и Советот на општина Валандово до сега никогаш никој најмалку по таква основа правил делби за нешто, се во соодност на годишните програми кои што ги имаат поднесено. Значи програмските активности на едното културно друштво се поголеми и пообемни во однос на програмските годишни активности на другото друштво. Доколку настане било каков проблем со финансиски потешкоти, ние тука мислам дека сите заедно сме сведоци и вие како совет дека излегуваме во ресет на сите. Благодарам. Благодарам градоначалник. Дали има друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласена предлог одлуката за одобрување средства на Кут Гоце Делче Валандово за учество на фестивал во Република Турција. Преминуваме на 9-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за финансиска поддршка на ПАОК Југ Валандово за организирање на традиционален планинарски марш по падините на Плавош. Со ова предлог одлука се определуваат 25.000 денари како финансиска поддршка на ПАОК Југ Валандово. Отварам расправа по 9-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колешка повели Македонка. Добар ден, председателя, колеги. Да не излезе како еве ние имаме како советници ги имаме пристап на сите овие барања од здруженија кои навистина даваат голем допринос во организирање на нивните настани. Целта ми е да слушнат граѓаните дека еве како пример ќе го земам овие планинарско друштво Југ од Валандово, дека навистина се потрудиле, како и назад неколку години, се потрудиле да организираат настани од, можам да кажем, и од меѓународен карактер. Исто така, овие средства сметам дека не им се потребни да ги организираат само овие настани, туку и воедно организираат и маркирање, чистење на патеките и така натаму. Сметам дека треба да продолжат така и треба општината и ние како совет и понатака да ги поддржуваме финансиски, се разбира. Благодарам. Благодарам колешке. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласена предлог одлуката за одобрување средства за финансиска поддршка на ПАОК Југ Валандово за организирање на традиционален планинарски марш по падините на Плавош. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства на Сдружение Спортски клуб Југоисток Валандово за реализирање на велосипедска тура Валандово по повод празникот на општината 6 ноември. Со ова предлог одлука се определуваат 25.000 денари како спонзорство за организирање на овој настан. Отварам расправа по 10-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор?
Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства на Сдружение Спортски клуб Југоисток Валандово за реализирање на велосипедска тура Валандово МТБ по повод празникот на општината 6 ноември. Преминуваме на 11-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Училишен спортски клуб Валандово. Со ова предлог одлука се определуваат 30.000 денари на Училишниот спортски клуб Валандово за реализација на програмски активности. Отварам расправа под 11-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 11-та точка од дневниот ред да ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на Училишен спортски клуб Валандово. Преминуваме на 12-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК Победа Валандово. Со ова одлука се одобруваат средства во износ од 30.000 денари на ФК Победа Валандово за реализација на програмски активности. Отварам расправа по 12-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 12-та точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК Победа Валандово. Преминуваме на 13-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување средства на Лилијана Бокан од село Јосифово Валандово за учество на надпревар на светско ниво во Соединетите Американски држави. Со ова одлука се одобруваат 30.000 денари за учество на овој надпревар на Лилијана Бокан. Отварам расправа по 13-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување средства на Лилијана Бокан од село Јосифово Валандово за учество на надпревар на светско ниво во Соединетите Американски држави. Преминуваме на 14-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за финансиска поддршка на занајчијата Ѓорги Сиров Самарџија од Валандово. Со ова предлог одлука се определуваат 20.000 денари на занајчијата Ѓорги Сиров Самарџија од Валандово како финансиска поддршка од општина Валандово. Отварам расправа по 14-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов повели. Кога веќе ги поддржуваме и финансираме занајчиите на некој начин во изумирање, или напротив сите занајчии во општина Валандово, кои се изоставени од оваа работа, да поднесат барање, мислам дека општина Валандово ќе наиде на разбирање и ќе ги поддржи сите занајчии на територијата на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, колега Занов. За збор, така? За реплика повели. Општина Валандово не треба да мисли, че треба да биде сигурен дека ќе најде на разбирање, секој кој ќе се обрати од занајчиите ќе биде помогнат. Во конкретниот случај, конкретниот занајчија се има обратено до општината и затоа му помагаме. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Видите, никој друг не се јави за збор. 14-та точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани,
и изгласана предлог одлуката за финансиска подршка на занаечијата Ѓорѓи Сиров, Самарџе од Валандово. Преминуваме на 15-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за поведување на постапка за ажурирање на процената на загрозеноста на подрачјето на општина Валандово од сите ризици и опасности. Отварам расправа по 15-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за поведување на постапка за ажурирање на процената на загрозеноста на подрачјето на општина Валандово од сите ризици и опасности. Преминуваме на 16-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување на наградата 6 ноември и годишно признание на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината. Поварање на координаторот на ВМРО-ДПМН, даваме пауза од 5 минути кратко. Почитувани граѓани, се враќаме по паузата. 16-та точка од дневниот ред, предлог одлука за доделување на наградата 6 ноември и годишно признание на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината. Предаден збор на член од Комисијата за спомен одбележување, давање на имиња, награди, признанија и информирање. Колешката Елизабета повели да ги каже предлозите кои што се изгласени на комисијата. Благодарам, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. На комисијата за спомен обележување предлог усвоен за наградата 6 ноември за долгогодишно афирмирање и личен придонес на општината беше предложен и изгласан Костадин Танчев Динка. Овој валандовчанец е роден во 1940 година. Училиште за применета уметност завршил во Скопје во 1961. Од тогаш студира на Академијата за применета уметност во Белград, а по завршувањето на првиот степен по препорака на Универзитетскиот совет на Белградскиот универзитет во текот на 1963-64 година престојувал на специализација во Лондон. Како студент по 5-та година учествувал на меѓународниот конкурс за визуелна комуникација, организиран од Меѓународната организација на графички дизајнери и Кограда. Меѓу многуте учесници од повеќе земји влегол во нетесниот избор на 10-те најдобри. Во состав на дипломската работа го реализира првиот анимиран филм на Академијата за применета уметност во Белград. Од 1969 до 1970 година работи во секторот за економска пропаганда во НИП Нова Македонија. Од 1973 до 1975 година престојувал во Париз, каде што излагал во повеќе галерии. Во 1975 година излагал на изложбата 50-те млади надежни сликари на мајскиот салон Де Фанс во Париз. По враќањето од Париз од 1975 година продолжува да работи како раководител на секторот за графички дизајн и интериер во културно-информативниот центар во Скопје. Во периодот од 1975 до 1981 година активно учествувал во научните истражувања и реализација на новите форми на културна комуникација и творештво, што се изведувале во рамките на естетичката лабораторија на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Од 1985 година е избран за наставник на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во графичкиот оддел по предметите цртање и графика со графички техники. Истовремено е ангажиран во изведување на наставата во насочениот дел од студиите во насоката графички дизајн и под негово менторство се одвива наставно-образовниот процес по опрема на книга и илустрација, фотографија, визуелни комуникации, плакат и графички стандарди. Од 1964 до 2018 година организира голем број на самостојни изложби, како и групни во рамки на државата и во Европа. Со свој графички дизајн има учествувано на голем број републички конкурси и има добиено многу награди. Костадин Танчев Динка низ долгите години творештво го давал својот личен придонес во афирмација на општината во областа на уметноста. Представува духовен инспиратор и покренувач на ликовната колонија во Валандово, која трае од 1996 година.
Како графички дизајнер долги години работел и на подготовката на сценографијата за Фолкфест Валандово. Организатор е и излагач на голем број изложби во општината, а дел од неговите дела се изложени и во Домот на културата 25 мај во Валандово. Денес неговите пензионерски денови ги користи за неуморно да твори и во своето ателје во Валандово. Благодарам. Ке право да искористиме да ги кажете предлозите и за признание. Имаме предлози за признание 6 ноември, која се доделува за успеси постигнати на краток временски период. Првата валандовчанка која е номинирана за оваа награда е Елена Андонова, која што е родена 1995 година во Струмица. Основното и средното образование ги завршила во Валандово со континуиран одличен успех. Своето образование го продолжила на Факултетот за биотехнички науки во Битола на Универзитетот Свети Климент Охридски. Во 2017 година го издала својот прв труд Состојба со аквакултурата во светот и Република Македонија. Дипломирала во јули 2018 година како првенец на генерацијата на Факултетот за биотехнички науки во Битола со просечен успех 9,85 и се стекнува со стручен назив дипломиран инженер по квалитет и безбедност на храна. Истата 2018 година е наградена од страна на ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски со награда и пофалница за најдобро дипломиран студент на Факултетот за биотехнички науки во Битола, а следната 2019 година наградена со пофалница и награда и од страна на деканот и наставниот кадар на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Во декември 2018 година зела активно учество на 10-та смотра на студентски трудови на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и го презентира трудот на тема сензорна анализа на сирење произведено на индустријски начин и се здобила со сертификат. Во февруари 2019 година добила сертификат за стекната педагошко, психолошка и методолошка подготовка, педагошка доквалификација на педагошкиот факултет во Битола. Следната е Катерина Јовановиќ, која што е успешна, се уште ученичка во 4-та година во гимназијата Гоце Делчев во Валандово. Таа своите капацитети ги оквалификува со добиените награди на републичкиот надпревар во категорија соло пеење, прво место во категоријата театарска представа со представите дома, потоа бомбите во салонот Бумс, последната награда која има добиено во однос на драмската активност е специјалната награда на јубилејниот овогодишен драмски фестивал во Јагодина, ДОПС, кој се одржа изминатата седница, потоа прво место категорија бенд на Масум, образовно рандеву, прво место категорија бенд на републички надпревар, прво место на атлетски крос, понатаму второ место категорија бенд на републички надпревар, трето место категорија женски на трка на мирот. И трета кандидатура е за Борис Китановиќ, ученик во 3-та година гимназија, повторно во гимназијата Гоце Делчев Валандово, кој што учествува активно и на училишни и вонучилишни активности, на Еразмус плюс проекти, има учества и освоени награди на регионални надпревари по биологија 2015-2016, регионален надпревар по физика 2019, математички хепенинг Ден на бројот 3 2019, учество во тимот Macedonian Intel Learning Series, учество и пласирање меѓу 10 најдобри во конкуренција на тимови од целиот свет на надпреварот МЕФ за иновативен производ кој што се одржа во Истанбул во мај 2019 година и учество на финалето на Genius Olympiad во Освего, Нью Йорк, Америка оваа година 2019 во јуни. Тоа се предложените за главната награда и за признанието 6 ноември. Благодарам, колешке. Значи, ќе одиме со ред, најпрво со 6 ноемвриската награда од Комисијата за спомен одбележување, давање на имена, награди, признание и информирање. Имаме еден кандидат, Костадин Танчев Динка. Дали има некој друг кандидат кој што сакате да го предложите на самата седница? Бидејќи нема друг предлог, единствениот предлог Костадин Танчев Динка,
поставам на гласање за добивање на 6 ноемвриската награда на општина Валандово. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, ќе се додели наградата 6 ноември на Костадин Танчев Динка. Му честитам на наградата. Преминуваме сега на признанијата. Значи имаме 3 лица кои што се номинирани за признание. Тоа се Елена Антонова, Катерина Јовановиќ и Борис Китановиќ. Дали на самата седница сакате да предложите и некој ден за добивање на ова признание? Победник колешка Пеева. Уште една група на млади кои што во континуитет изминативе неколку години работат во општина Валандово. Тоа е клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Валандово, кои преку своите многобројни активности, а пред секи е ја наведена активноста за промоција на хумани вредности. Борис Китановиќ и клуб на млади при општинската организација на Црвен крст Валандово ги ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, признание ќе добијат Елена Андонова, Катерина Јовановиќ, Борис Китановиќ и клуб на млади при општинската организација на Црвен крст Валандово. Им честитам на признанијата.